Време е за дневник на К1 телевизија. Јас сум Сања Левкова-Ангелова, а ова се настаните на денот. Кривичниот суд со соопштение нема притвори во однос на поднесените предлог барања од страна на СЈО. Советот на општина Кавадар си изгласа одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за фирмарина на млади до 30 години кои ќе основат фирми. За време на викендов инспекторите за труд на терен. Кривичниот суд денеска излезе со официјално соопштение дека нема притвори во однос на поднесените предлог барања од страна на СЈО. За 4 лица е определена мерка привремено одземање на патна исправа и забрана за издавање на нова, и против 6 лица определени се мерки на предпазливост. Кривичниот суд со официјално соопштение дека нема притвори во однос на поднесените предлог барања од страна на СЈО. Постапувајќи по предлози за определување мерки за обезбедување присуство и мерки за предпазливост поднесени од јавното обвинителство за гонење кривични дела, поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите. Кривичниот совет од одделот кривично полнолетни при Основниот суд Скопје 1 Скопје по детална анализа на фактите и доказите приложени во предлозите во законски утврдениот рок, донесе решение со кои за 4 лица е определена мерка привремено одземање на патна исправа и забрана за издавање на нова или друга патна исправа за преминување на државната граница и против 6 лица определени се мерки на предпазливост. Против овие решенија дозволено е право на жалба во рок од 3 дена од приемот на решението преку овој суд до апелациониот. Во однос на предлозите од СЈО, кои веќе се распоредени и се во работа пред кривичните совети од одделението за организиран криминал и корупција, по писмена изработка на одлуките и нивно доставување до странките, јавноста ќе биде дополнително информирана во текот на утрешниот ден, стои во соопштението на судот. Единствени кои спроведуваат социјална политика и се грижат за граѓаните беше тема на последната панел дискусија по повод роденденот на ВМРО ДПМНЕ. На истата беа потенцирани низата проекти кои владата на ВМРО ДПМНЕ ги има направено за социјално ранливите категории во државата. ВМРО ДПМНЕ продолжува со панел дискусиите кои ги одржува по повод роденденот на партијата. Последна во низата беше на тема единствени кои спроведуваат социјална политика и се грижат за граѓаните. На истата беа потенцирани низата проекти кои владата на ВМРО ДПМНЕ ги има направено за социјално ранливите категории во државата. Со помош на владата изградени се стамбени објекти за деца без родители, а паралелно одели процесот за нивна доедукација. Зголемена е и социјалната парична помош. Исто така би сакала да ги напоменам и проектите кои што се воведени. Тоа е проектот условен паричен надоместок за корисници на социјална парична помош за деца кои што се во средно училиште. И тој додаток изнесува 12.000 денари на годишно ниво по дете. Исто така субвенционирањето на потрошувачката енергија. Значи, владата увиде дека има потреба на лицата кои што се корисници на социјална и постојана парична помош, значи лица во ризик, дека им е потребно едно надополнување на финансиите кои што ги примаат во однос на тие права. Арсовска напомена дека се направиле и промени, односно зголемување во однос на посебниот додаток на децата со пречки во развојот. Според неа, паричните додатоци за трето и четврто дете значително го зголемиле наталитетот во земјава во изминатиот период и потенцираше дека би било штета доколку се укине или ограничи. Би сакала исто така како проекти кои што многу им помогнаа на граѓаните, особено лицата кои што се во ризик, тоа се отписот на долгови за лица корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, помош и нега од трето лице, кое што многу изнесуваше, значи буквално им се отпиша скоро сите долгови банкарски за струја, за парно грејење, за вода.
Еден од низата проекти кои придонесоа за социјално ранливите категории е изработката на бесплатните геодетски елаборати, како и измените во законот за извршување, односно извршителите немаат право да блокираат сметки на лица корисници на социјална помош, потенцираше Арсовска. За време на викендот 30 инспектори за труд се на терен за да се уверат дали се почитуваат препораките од Министерството за труд и социјална политика за заштита на работниците во деновите со неповолни временски услови за работа, односно да се избегнуваат активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Во текот на викендот, 30 инспектори за труд се дежурни на терен за да се уверат дали се почитуваат препораките од Министерството за труд и социјална политика за заштита на работниците во деновите со неповолни временски услови за работа. Со оглед на тоа што земјава е во портокалова алертна фаза, од ресорното министерство ги потсетуваат работодавачите да го реорганизираат работното време, односно да се избегнуваат активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Согласно акциониот план за превенирање на последици од топлотни бранови врз населението во земјава, а со цел заштита на здравјето на луѓето, Министерството за труд и социјална политика препорачува од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години. Информираат дека прекршување на препораките може да се пријави на телефонскиот број 075 402 856. Во периодот од 11 до 17 часот не се препорачува одржување на спортски активности на отворено, а детските градинки да не ги изнесуваат децата на отворено. На редовната седница на Советот на општина Кавадарци едногласно беше изгласана одлуката за ослободување од плаќање на комунална такса за фирмарина на сите млади до 30 години кои ќе основаат фирми. Ослободувањето ќе важи во првите 3 години од денот на основањето на фирмата. Младите до 30 години кои ќе основаат фирми ќе бидат ослободени од плаќање на комунална такса за фирмарина. Ослободувањето ќе важи во првите 3 години од формирањето на фирмата. Оваа одлука едногласно беше донесена на Советот на општина Кавадарци. Целта е да се стимулираат младите да формираат сопствени фирми, да се самовработуваат, но и да реализираат и нови вработувања во интерес на сите. Одлуката ќе стапи во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина Кавадарци. На 58-та седница на Советот, советниците одлучуваа и се изјаснија позитивно и по неколку други материјали, меѓу кои предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2017 година. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадарци за 2017 година. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од планскиот опфат. На седницата на дневен ред зелено светло доби предлог одлуката за одобрување на средства од буџетот на општина Кавадарци за 2017 година, а беа разрешени и именувани представници на општина Кавадарци во училишниот одбор на гимназијата Добри Даскалов, Кирос Панџов Брко и Ѓорче Петров. На седницата советниците ја донесоа и одлуката за донација на средства на синдикалната организација на јавното претпријатие Комуналец, донесена од управниот одбор. На продолжение на 58-та седница Советот дополнително ќе ја разгледува одлуката за давање на согласност на годишен план за вработување во општината за 2017 година. Инаку, по процедурална забелешка од опозицијата дека немаат доволно информации, на продолжение дополнително ќе биде разгледувана и ќе се одлучува по одлуката за подпишување на договор за јавно-приватно партнерство за услуги за паркирање во општина Кавадарци. Сдруженијето на приватни лекари смета дека неопходно е во скоро време да се воведе здравствен пакет. Доктор Лилија Чолакова Дервишова вели дека ова прашање било отворено и на средбата со новиот министер за здравство Арбен Таравари. Повеќе детали за ова во прилогот на Дијана Иванова. Матичните лекари не ја исклучуваат потребата од воведување на здравствен пакет,
Доктор Лилија Чолакова Дервишева вели дека овој пакет е повеќе од потребен за успешно функционирање и на приватните лекари, но и за успешно функционирање на самите ординации. Мислиме дека е крајно време како здружение да се направи здравствен пакет за плаќање во нашите, промена на начинот на плаќање во здравството, заради тоа што Источна Македонија има мал број на пациенти, давачките кон државата се фиксни, дали вие имате малку или многу пациенти, и сметаме дека пакетот на услуги ќе овозможи ние како фирми да бидеме одговорни и верни на државата, да можеме да ги платиме сите давачки. На првата средба со новиот министер за здравство и оба прашања било актуализирано. Покрај капитација да има мешан начин со плюс пакет на услуги за одредени функции кои што секоја ординација или секој доктор е способен да го работи нешто плюс. Имавме средба со новиот министер за здравство, исто и тој е расположен дека би било добро да се зголеми нешто плюс да се даде како пакет, но деталите не се дефинирани, али почетната средба беше позитивна. Матичните лекари очекуваат дека консултациите и предлозите на работните групи ќе резултираат со воведување на здравствениот пакет. Од територијалната противпожарна единица од Велес апелираат граѓаните да бидат внимателни кога се движат низ шумските предели. Опасноста од предизвикување на шумски пожари во летниот период е најголема. Шумските пожари се честа појава во летниот период. Најголем дел од нив се последица на човечки активности. Последиците можат да бидат катастрофални. Со цел да се редуцира ризикот од настанување на пожари, командирот на територијалната противпожарна единица во Велес Љупчо Лепидовски упати апел до граѓаните, особено до оние кои се движат низ шумските предели, да бидат внимателни и да соработуваат со надлежните институции. Каде што не сме да палат на отворен простор, пожар да палат, каде што страништата не смеат да ги палат, забрането е со законот, затоа мора да изораат и едноставно да соработуваат со нас при дадена ситуација, благовремено да не известат дека е настанат пожар, за да можеме побрзо да стасаме и да превземеме одредени мерки за спречување и ширење на пожарот. Лепидовски вели дека во последните години нема регистрирано поголеми шумски пожари на територијата која тие покриваат. На нашата активност и соработка со сите инволвирани институции, односно и граѓаните на прв ред да ги ставиме, пожарите се смалени на високо ниво, каде што со заедничка помош спречуваме, гледате и сами дека Велес и Велешко да не се подречиме, дека добрата соработка и добрата координација, првенство со граѓаните и со другите институции, дојдовме до резултат каде што пожарите се намалија околу 70%. Од територијалната противпожарна единица најавуваат дека во селениот период ќе се реализираат средби од едукативен карактер со жителите на околните села, каде има можност за настанување на пожари на нивите. Инаку, според месечната евиденција на територијалната противпожарна единица, од јуни до септември минатата година, опожарени биле 52 хектари шуми и 485 хектари нискостеблеста и деградирачка шума. Автобус со македонски регистарски ознаки изгорел денеска на делот од автопатот кај Егодина. Повредени во пожарот нема, потврди Министерството за внатрешни работи на Србија. Според српските медиуми, пожарникарите го изгаснале пожарот за кој се претпоставува дека е предизвикан од самозапалување, а сообраќајот на овој дел од автопатот е нормализиран. Автобусот се запалил из утрината на правецот кон Ниш, кај надвозникот за селото Кончарево и целосно изгорел. Во продолжение останатите вести од Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, кој присуствува на самитот што се одржува во Дубровник, изјави дека актуелните состојби во нашиот регион и опкружувањето бараат процесот за соработка во Југоисточна Европа да понуди решение за предизвиците со кои се соочуваме. Секоја земја треба да се сврти кон себе, да наоѓе решение за своите предизвици и на тој начин да придонесува за стабилноста на целиот регион, изјави македонскиот председател и порача дека процесот за соработка во Југоисточна Европа треба да се фокусира на конкретни проекти и да даде соодветен одговор на прашањата кои го засегаат регионот. Тој ги посочи заканите од илегална миграција, додавајќи дека земјите од регионот
мора преку меѓусебна доверба да го зајакнат нивото на комуникација, соработка и размена на податоци со цел соодветно да се одговори на безбедносните предизвици. Иванов се сретне и со хрватската председателка Колинда Грабар-Китановиќ, каде истакнал дека е потребно регионот да се интегрира и ја потенцираше потребата од инфраструктурни проекти, енергетско поврзување и поврзување на младите луѓе од регионот. Од денеска до 4 јули во Скопје ќе престојува специјалниот представник на Обединетите нации во разговорите меѓу Македонија и Грција Метју Нимиц. Тој со македонскиот државен врв ќе разговара за можностите за решавање на спорот со името. Нимиц во Скопје доаѓа на покана на македонската влада со цел да се дискутира за постигнување напредок во разговорите за изнаоѓање заедничко прифатливо решение, информираат од прес-службата на Обединетите нации. Спорот може да се реши ако и двете земји и нивните лидери добијат поддршка од нивните народи, ако разгледаат нешто што е логично, што ќе го задржува достоинството на двете земји, идентитетот на двете земји, историската смисла на двете земји. Мислам дека постојат решенија, порача Нимиц во интервју за грчки весник. На покана на владата на Република Грција предвидено е Нимиц да замине за Атина. Државниот завод за статистика објави дека индустриското производство во мај е зголемено за 9,2% во споредба со истиот месец минатата година. Гледано по сектори, пораст има во секторот рударство и вадење на камен за 7,7%, во секторот преработувачка индустрија за 8,8% и во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација за 13,8%. Во секторот преработувачка индустрија, зголемувањето е резултат пред се на зголеменото производство во делот на прехранбените производи, пијалаци, тутунски производи, текстил, фабрикувани метални производи, освен машини и опрема и производството на моторни возила, приколки и полуприколки. Според статистика, според главните индустријски групи, пораст има кај енергија за 18,1%, интермедијарни производи, освен енергија, за 6,8%, капитални производи за 23,5%, трајни производи за широка потрошувачка за 4,9% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 1,6%. Најмалку 17 лица се ранети во престрелка што се случи во еден ноќен клуб во Арканзас, соопшти локалната полиција. Пукањето се случило во клуб во градот Литл Рок, а состојбата на едно од лицата кое било потешко повредено е стабилизирана. Во налогот се додава дека нападот не е поврзан со тероризам. Останатите вести од светот во продолжение. Поплави ја зафатија провинцијата Хунан во централниот дел на Кина, а кинеските власти спроведоа евакуација на над 260.000 лица. Поројните дождови што ги предизвикаа поплавите доведоа до покачување на нивото на водата во реките Ксијангџанг и Жиџјанг, јави их Синхуа. Поплавите предизвикале оштетување на неколку патни правци и на електродистрибутивната мрежа. За помош на жителите на поплавените региони во спасувачката операција се вклучени и припадници на кинеската армија. Веќе се формирани комисии за проценка на штетите од страна на кинеските власти. Според предвидувањата на синоптичарите, дождовите во поплавените подрачја ќе продолжат до 5 јули. Реонот на рускиот главен град Москва го зафати невреме проследено со силен ветер и поројни дождови, јави ТАС. Силниот ветер на места дувал со брзина од 19 до 24 метри во секунда, соопшти Руското министерство за вонредни состојби и при тоа упати предупредување до граѓаните за можните последици од невремето. На некои делови од градот наврнал дожд, чие количество е еднакво на 70% од месечното ниво на врнежи од овој период на годината, соопшти градската управа на Москва. Синоптичарите предвидуваат дека ваквото време ќе продолжи и во следните денови. Разбиена е албанско-италијанска наркогрупа која се занимавала со шверц на дрога, главно марихуана по потекло од Албанија, од страна на италијанската полиција.
Запленети се 3,5 тони марихуана, чија вредност достигнува околу 35 милиони евра. Во акцијата се уапсени 14 лица кои подолго време биле следени, а запленето е и оружје, муниција, како и 2 пловни објекти со кои била транспортирана дрогата. Во друга акција, италијанската полиција кај плажата Порто Реканти запленила уште 700 килограми марихуана, прошверцувана од Албанија. Дрогата, која била спакувана во 28 пакети, била откриена при рутинска контрола на моторен чамец, забележан во водите крај брегот. Албанската полиција пак во акција во селото Дом кај градот Пук запленила 170 килограми марихуана и 37 килограми ТНТ експлозив. Денеска температурата во Македонија се искачи до 43 степен. Утре се очекува посвежа воздушна маса, која на повеќе места ќе предизвика нестабилно време со порујни врнежи од дожд и појава на грмежи. Локално се можни поинтензивни процеси во форма на невреме, соопштија од УХМР. Со ова информација го завршуваме дневникот. Јас ви благодарам за вниманието и понатамо останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!